Почитувани посетители и посетителки на интернет страницата на Центарот за истражување и креирање политики. Продолжуваме со нови прашања на темата поврзана со работата на неформалната зелена собраниска група. Во четвртиот подкаст ви ги представуваме гостинот и член на неформалната зелена собраниска група Ненад Коцик. Овие подкасти ги подготвуваме во рамки на проектот за јакнување на капацитетите на неслужбената зелена собраниска група во Југоисточна Европа, околу усогласеноста со целите на Европската Унија, поврзани со енергијата и транспортот, кој е поддржан од германската влада и го спроведува Центарот за истражување и креирање политики во име на Германското друштво за меѓународна соработка во рамките на отворен регионален фонд за Југоисточна Европа, енергија, транспорт и заштита на климата. Како што веќе знаете, овие подкасти имаат за цел да ја доближиме оваа група поблиску до јавноста, но и да дадеме дополнителен импулс во нивната работа како група. За жал, во пирамидата на транспортот би требало пешакот да биде на највисокото ниво, малку пониско алтернативните превозни средства, како што се велосипед, тротинет и слично, јавниот превоз уште подолу, а најдолу автомобилите кои што се користат за лична употреба. Меѓутоа, кај нас некако извртена е пирамидата, така да најмногу гледаме по сообраќајниците, па и по тротоарите многу често паркирани автомобили, а пешакот некако се става на последно место. Не е доволно ниту само подигањето на јавната свест, потребно локалните самоуправи да работат на лице место односно во нивните општини за решавање на сообраќајните проблеми. Разочаран сум лично од ова што, например, во Скопје не се спроведува веќе обезбедениот проект за Rapid Bus System, кој што сметам лично дека е користен од повеќе аспекти во решавање на сообраќајниот хаос и во намалувањето на аерозагадувањето, меѓутоа и во искористувањето на времето заради доаѓање од едно до друго место. Член сте на така наречената зелена собраниска група. Колку сте задоволен од досегашната работа и гледате ли начини за подобрување на незината делотворност? Искрено не сум задоволен со две причини. Како прво, минатата година кога забрувавме за законот за аерозагадување, сите членови бевме многу грлати, барем тие што активно учествуваа, добар дел не учествуваа воопшто во дебатата и покрај тоа што се членови. Меѓутоа, кога требаше да се работи на терен, значи во собрание, да се поднесат амандмани, да се лобира во министерство, да тие амандмани се прифатат, да се најде заедничко решение, бевме оставени мала група, да не речем неколку поединци кои што требаше да ги буткаме сите работи. Започнува најнеизвестна грејна сезона во земјава, граѓаните за домовите, фирмите за производствените капацитети навестуваат и употреба на отровен мазут. Увозите го потврдуваат фактот, но потежок е одговорот на прашањето кој ќе успее да го контролира загадувањето на воздухот, со оглед дека инспекцијските служби и натаму имаат ограничени капацитети. Точно е тоа. Неизвестноста е во цела Европа. Добро е што лично сметам дека Министерството за економија, владата, министрите и премиерот кои што се одговорни, вложија доста напор да се обезбеди енергија престојнава зима за сите граѓани с големија капацитети за производство на електрична енергија во државата и гледам дека се обезбедува енергија и за најранливите институции кои што се под локална или поддржана капа, тоа се водостопонствата и пред се училиштата и јавните здравствени установи. Проблемот со загадување на животната средина пред се во Скопје како најголем град го презема владата, меѓутоа за мене е симптоматично тоа што уште на почетокот на минатата година, односно на оваа година, почетокот на минатата грејна сезона, град Скопје се откажа од обезбедување на оно што им беше работа, односно грејење за скопјани, што па го презема владата како своја врска. Веле се добро поврзан со Скопје, вклучително и по железнички пат, но постојано статистичарите бележат намалување на превезените патници со воз. Сметате ли дека е крајно време така наречената зелена собраниска група конечно да има заеднички став и барање за издржана анализа на потребите за превоз со железница и редефинирање на услугите, наместо нови инвестиции со малку оправданост?
Апсолутно железничкиот сообраќај треба да биде и поддостапен и подобар, поквалитетен. Има одредено поместување во квалитетот на железничкиот сообраќај, меѓутоа се уште не сметам дека е на нивото кое што треба да го задоволува. Ова што сега се започна со Бугарија и коридорот 8 е добар чекор, меѓутоа за тоа нормално ќе треба време да се изгради. Ќе мора да се интервенира и во квалитетот на железничката пруга која што доста застарен, меѓутоа и во квалитетот на возовите кои што се уште ги користиме. За жал не може за се наеднаш да се обезбеди пари, посебно се тешки времењата од економски аспект со оглед на економската, енергетската криза и војната во Украина. Коцики е дел од пратениците кои потврдно одговорија дека е потребно неформалната собраниска група да прерасне во постојана собраниска група. Ставот го подкрепува со аргументот дека темите кои се предмет на оваа група се повеќе добиваат на важност, особено во економско-енергетската криза која е во полнек. Сметам дека посебна зелена комисија би била од корист, каде што ќе се расправа единствено за еколошките проблеми во државата. Меѓутоа, ќе повторам дека не е потребно политиканство и купување на политички поени во проблемите со екологијата, како и во многу други сектори, него навистина не само стручно, него искрено да се работи во однос на подобрување на условите за еколошки за живот во нашата држава. Што поскоро формализирање на така наречената зелена собраниска група, толку поголема можност за нови и целисходни предлози за справување со енергетската криза. Ние се одјавуваме од овој 4-ти подкаст. Ви благодариме за вашето внимание. Се слушаме наскоро со следниот наш соговорник. До тогаш, следете веб страницата на Центарот за истражување и креирање политики.